Вториот интересен момент е што во последната деценија имаме состојба каде што механизми на транзициона правда почнуваат да се користат во едни од најразвиените демократски држави денес во светот. Така имате состојба на имплементирање на комисии за вистина или процеси на репарација во Австралија, во Канада, во Америка, односно од држави кои кога ќе ги погледнете, ги поседуваат едни од најдобрите демократии во светски рамки. Зашто се однесуваат вакви механизми на транзициона правда во вакви консолидирани општества кон исправање на неправди кон домородното население кога овие континенти биле населувани во периодот на колонизација, значи се враќаат многу години наназад. Здраво на сите, добре дојдовте во уште една епизода на подкастот Јустинијан збори. Моето име е Георги, а со мене денеска, како и досега, се моите драги колеги од Јустинијан први, Правниот факултет во Скопје, Димитар Тромбевски-Тромбе директно, кој ни доаѓа од Битола, и нашиот Джеймс Бонд као и секогаш, кој е од Штип, Никола Донев. Добре дојдовте колеги во уште една епизода. Борове најдовме. Како сме онака постпразнично 1 мај? Постпразнично и радосно и нерадосно истовремено. Радосно ти 1 мај, најубав празник во годината, нерадосно ти има причина зошто да се слави, има причина за борба. Да, мора да биеме дома. Не може надвор, да. Тромбе, мора да те прашам уште од старт. У позадина не го гледам знамето на Велика Британија. Што се случува? Се изреволтирав од другарот Борис Џонсон. Оти не ни го испоштува нашиот предлог за име. Наместо да си го крсти како што требаше да си го крсти, тој си го крсти нешто Уилфред, Лори, Николас, не знам што, глупости, и затоа сум изреволтиран и my allegiance to the queen is gone now. Добре, ферски. Иако, сепак, нели, рече он популистички у негов стил дека е поради докторите кои што го лечеле, сепак, барем ја мислев дека сме на добра линија со него, ама после ова... Ајде, може би ќе има втор син керка, ќе видиме. Да, додека снимаме подкаст, може уште еден. Може. Таман, уште 9 месеци ќе снимаме, вајде. Инаку денеска имаме супер епизода. Никола правеше интервју со професорот на Правниот факултет во Скопје, Марко Католица. Никола масле после ќе ни каже зашто точно тие збореле. Вие ќе имате можност да ја слушнете епизодата. Но сакавме денеска да направиме еден мал разговор за тоа што ние би препорачале за сите да гледаат, да слушаат, да читаат во време на карантина, otherwise исто така, значи и да нема карантина, овие препораки дефинитивно стојат и се квалитетни, па би започнале со кои неколку серии би ги предложили. Не знам, јас доколку не слушате веќе на 2 подкасти мислам дека имам спомнато серијата The Wire, која што дефинитивно до пред 2 недели слушав за неа, дека едно од подобрите снимани, не знам, маестрално серии све тоа, но додека седнав и потрошив едно недела дена за 4 сезони. Не верував дека стварно е добра, ама после ова на сите им ја препорачувам. Малце јазикот е потежок, бидејќи секој втор збориме некоја пцовка, ама се работи за серија кај што ги следи полицајци, следи драг дилери и следи доста интересни ликови од Балтимор. 5 сезони, супер серија, дефинитивно добра за binge watching и добра за размислување и ви го представува на некој начин животот на еден мал град
во Америка? Серија, јас две ќе препорачам. Првата е Озарк, исто и јас ја препорачав претходните епизоди. Многу интересна крими серија за двајца брачен пар кои се преселуваат во Мизури Озаркс. Тие се како езера, така нешто. И двајца да се тешки криминалци, од кои мажот е многу добар перач на пари. И ќе се дешават многу работи. Чим има таков криминал, многу чудни работи ќе се случват. И другата е Afterlife. Таа е со Рики Жервейс. Многу интересна комедија и дисклеймер е dark humor. Значи, не би му било смешно на секој, ама мене барем ми беше пресмешно и dark humor обожавам. Препорак од мене е, иако е стара доста серијата, House of Cards, и нормално оградувајќи се од се тоа што го прави Кевин Спейси надвор од неговиот лик. Тоа е мојата препорака, иако доста не гледам повеќе серии, со друго сум зафанат овој период баш. Добро, од филмови, ја би препорачал еден игран филм, а еден документарец филм / документарна серија. Првиот филм кој што неодамна излезе, The Way Back, кошаркарски филм, но филм кој го следи Бен Афлек, кој се враќа да го тренира неговиот средношколски тим у кошарка. Збори за доста тешки теми, кошарката дефинитивно може не е у прв план, ама ако сакате да гледате добар филм, добра трилер драма, дефинитивно The Way Back е The Way to Go. И ако сте љубители на кошарката, мислам дека у филмот се најдобрите кошаркарски сцени кои ја досега ги имам видено во некој игран филм. Така што препорака од мене за тоа. И не можам да не ја препорачам документарната 10 епизодна серија на ESPN и Netflix, која што, јас сега само што завршив пред снимањето, ја изгледав шестата епизода. The Last Dance, не знам дали имате слушнато колеги, ама ова е документарна серија која што ги следи Chicago Bulls и Майкл Джордан во нивната последна сезона. И ако знаете нешто за нив, знаете дека Джордан е најдобриот играч кој што некогаш играл кошарка, а Булс имаат освоено све што може да се освои. Буквално таа последна нивна заедничка сезона од 1998 имаат телевизиска екипа која што ги следи 24/7 цела сезона, имаат милиони гигабајти материјал. И конечно овој материјал е искористен, па сега ја дава. Требаше јуни или јули да излезе, ама поради коронава и дека ништо моментално не се случува на спортски план во светот, ја поместија премиерата, па започна неколку месеци порано и до сега е топ. Малци имам некои замерки, ама тоа ако навлезам ќе потрае уште многу разговорот. Дефинитивно The Last Dance, check it out на Netflix мислам може и на пиратски сајтови да ја најдете, не е проблем. Така што препораката е 10 out of 10. Јас филм една препорака имам, тоа е Schindler's List од 90-тите филмот. Многу добар филм за вистинска приказна за како еден германски бизнисмен во Втората светска војна спасува евреи. Толку ќе кажам, филмот е долг, 3 сати 15 минути, така нешто, ама вреди секоја минута. Многу добар филм. Искрено, јас би го прескокнал филмови, затоа што стварно немам препорака, бидејќи не сум гледал. Бидејќи Ѓорги и Димитар ме повеќе знаат, ова е целосно не е во рамките на препораки за филмови, не ме прашувате. Тебе те чекаме со препораки за книги. Што е следната категорија. Ај почни сега ти, дека немаше препораки. Океј, јас имам можеби повеќе. Едната од нив е Down and Out in Paris and London на Джордж Орвел, еден од моите најмилени автори, навистина интересна,
интересното пътешествие на Орвел низ Париз и Лондон на 20 век, кој што тој го познава. И сите негови други книги се маестрални, вклучително 1984. Другата книга е J. William Fulbright, The Price of Empire. Ова е повеќе за историчарите и дипломатите, бидејќи зборува за развојот на Америка, особено во текот на студената војна, и компилација на есеј од Вацлав Хавел, тоа е The Power of the Powerless. Навистина интересен, бидејќи Вацлав Хавел е еден од главните предводници на антикомунистичката борба, барем во Чешка, и неговите есеи дават еден осврт во животот таму, но исто така и психолошката и идеолошката поставеност на целиот систем. Јас ќе препорачам од книги белетристика, помалку сериозни книги. Тоа е трилогијата Игрите на гладните на македонски или Hunger Games. Тоа се 3 книги. Игрите на гладните, Раѓањето на огнот втора книга и Mockingjay трета книга. Многу интересни книги, као книги, а филмот нема благе везе нема со книгите, како обично и сите филмови базирани на книги, затоа многу препорачувам книгите да се прочитат. Така прво ги прочитав книгите по филмот и прилично разочаран од филмот. Така многу добри книги. Да завршим јас со книгите. Ја не знам, Никола идеше малце по онака стручно. Димитар ти белетристика, ја идам малце биографија. Го спомнав The Last Dance. Така што алонг документарна серија 11 Rings од Фил Джексон за оние кои што ги интересира спорт и кошарка и инсайд информации за и документарецов, ама и уште плюс доста нови информации. Дефинитивно 11 Rings, Фил Джексон. Едно што збори, не знам дали го знаете, Фил Джексон е еден од најдобрите тренери во историјата на кошарката. Имал освоено 11 титули во NBA као играч, као тренер и две титули као играч. И збори за неговите години како тренер на Майкл Джордан и Чикаго Булс и Коби Брајант и Лос Анџелес Лейкерс, така што има шанса и има работено со два од најдобрите кошаркарски играчи во историјата и една од мои омилени книги кои што неретко ја имам прочитано повеќе пати. А втората книга е The Go-Giver Leader. Мала книга, ама доста интересна за лидерство. Повеќе серии има овој Go-Giver серијал и сметам дека ова е доста интересна книга за луѓе кои што сакаат да се испробуваат као лидери, а и за секој. Anyways, бидејќи јас сметам дека сите можеме да бидеме лидери, така што може не е self-help book, туку дава некој поглед на лидерство преку приказна која е буквално као новела, роман. Така што доста интересно и препорачувам на сите и последна препорака од нас ќе иде за подкасти. Јас се мислев доста, дека подкасти доста слушам, но кога сум се веќе не знам месеци, поскоро 2 месеци дома затворен, неам толку желба да слушам подкасти, пошто малце ми е, не знам, за никаде, не можам да седнам и само подкаст да слушам со headphones на глава. Мора нешто друго да правам и ако има некој подкаст, видеоверзијата ја гледам, така што малце имам тешко време да одберам еден подкаст, ама ако треба еден да изберам или два, уште кидам спортски пак. Малце моментално сум у тој спортски фазон. The Flying Coach, кој што е подкаст на два тренери, еден од NBA, друг од американски фудбал NFL.
Стив Кер, кој што повеќето треба да знаат, као тренер на Golden State Warriors, и Пит Керол на Seahawks, и двајцата шампиони, и двајцата седнат зборат за тренерство и за спорт. Така што уживаат се за сите оние што сакаат спортови. А вториот подкаст е нашиот подкаст, бе. Јустинијан збори, така што слушајте не, ако кој се свиѓа, ако не, не мора. Јас многу сум малку ограничен во однос на подкастите. Не слушам, ама ограничен број на подкасти слушам. Така прва препорака се разбира нашиот Јустинијан збори и втора препорака The Classic Joe Rogan. Јас искрено имам премногу подкасти, но никако не стигнав да ги слушам. Моите две препораки било овие. Тоа е едната е Revolution со Майк Данкен, односно тоа се секоја недела излива нова епизода за некоја голема политичка револуција некаде низ светот, навистина интересен подкаст. Другата е уште по-ниш подкаст, а тоа е The Maritime History Podcast со Брендан Хубнер. Иако е толку тесна тематика, да сепак е некако наваѓа начин да ја направи интересна водителот, така што ја прикажува светската историја буквално низ аспект на бродовите и на Maritime History. Така што тоа би биле моите препораки. И последна препорака, скоро ќе заборав, мојот омилен подкаст, ја баш се подсетив, Крейг Грошел, Leadership подкаст. Крейг Грошел е пастор на од најголемите цркви во Америка. Има направено специјален leadership, секуларен подкаст, кај што допред коронава издаваше нова епизода секој прв четврток за различни лидерски аспекти. Сега поставува малце по-често дека и тој е дома и тој нема што да прави. Check it out, Крейг Грошел, Leadership подкаст, доста добар и сметам пак затоа што зборев за лидерство, дефинитивно помага, поготово сега во време на корона. Колеги, мислам дека доволно препораки дадовме. Сега, Никола, ако можеш да ни кажеш нешто збор за интервјуто со професорот Критолица пред да го пуштиме интервјуто. Да, интервјуто мислам дека е интересно од повеќе аспекти, затоа што тој зборува за тематиката во која што тој е експерт, тоа е транзиционна правда. Сега ќе видите, нели, сите сме некако оптоварени према последните 5 години кај нас и повеќе со концептот на правда и што треба да значи тоа и како треба да изгледа. А со него зборуваме по-специфично за транзиционната правда, која што е специфична тематика која што тој е и тој истовремено професор, поточно доцент на правниот факултет Јустинијан I, предава политички системи, така што оние колеги кои што се од таму го знаат, му ги знаат предавањата, знаат каков човек е, така што верувам дека и знаат одлика какво излагање треба да очекуват и мислам дека може да почнеме со тоа. Фала ти, Никола, фала ви, колеги. Толку од нас за оваа епизода, а сега уживајте во интервјуто која Никола го направи со професорот Марко Критолица. Здраво на сите. Денеска имаме едно посебно интервју од страна на доцент доктор Марко Критолица од Правниот факултет на Јустинијан I. Тој е доцент на катедрата за уставно право и политички систем, преходно асистент на истата катедра и исто така во 2017 избран за најинспиративен асистент на Правниот факултет Јустинијан I. Денеска имаме чест со него да збореме повеќе околу неговата експертиза, тоа е транзиционната правда и искористување на методите на транзиционна правда за соочување со комунистичкото минато. Во таа насока и неговата докторска дисертација, каде што тој истражува повеќе околу
случувањето на специфично на Македонија со комунистичкото минато, низ таа транзициона правда. И сега професорът би започнал разговор за тоа што, бидејќи правда како концепт се дебатирало за тоа од антиката Аристотел, Платон до ден денес, па би сакал да ве прашам, нели сега го додаваме и она што е транзиционно, така што може да подразбереме под овој концепт и како вие би го дефинирали. Добар ден и од мене. Благодарам Никола на убавата најава. Ми представува чест и задоволство денес да учествувам на овој подкаст. На самиот старт би сакал да кажам дека концептот на транзициона правда драстично доживува развој во текот на 20-тиот век. Или да бидам попрецизен, имаме состојба каде што почнувајќи од втората половина на 20-тиот век, речиси за неколку децении доживува енормен подем и почнува на транзиционата правда од еден вид на исклучок се повеќе да се гледа како еден вид на правило. Ретко може да најдете во правната и во политиколошката наука концепт кој успел за толку кусов време, толку многу внимание да привлечи така брз подем да доживее. Иако определени зачетоци на овој концепт може да најдеме уште во антиката, се наоѓаат определени зачетоци на овој концепт никулци во антиката и во средниот век, сепак судењата по Втората светска војна во Нирнберг и во Токио се сметаат за почетната точка од која почнува да се развива концептот на транзициона правда. После Нирнберг и Токио ќе има навистина простор да се развива, бидејќи ќе дојде колапсот на воените режими во Јужна Америка. По колапсот на режимите во Јужна Америка ќе дојде колапсот на комунизмот во Европа и во генерално и во светот. И на сето тоа може да го додадете и податокот дека во текот на целиот 20 век постојано имаме определени воени конфликти на определени точки низ мапата од светот, така што реално овој концепт на вистина имал за жал простор да се доста да доживее развој неговата примера. И тука се поставува прашањето што овој концепт воопшто представува. Интересен е податокот дека, иако доживува толку многу драстичен подем, иако толку често се применува, се уште во транзиционо-правната литература изостанува општо прифатлива дефиниција. Значи, се уште имаме проблем да кажеме ова е таа дефиниција со која треба да го објасниме концептот на транзиционата правда. Се наоѓаат дефиниции кои што велат дека тоа е одговор на општества за сторени злосторства за време на репресивни режими, што значи често овој концепт се применува во периоди на пострепресивни општества. Се забележува и дефиницијата дека концептот на транзициона правда е одговор кон злосторства сторени за време на воени конфликти. Што значи вака поставено, реално концептот на транзициона правда наоѓа своја примена или во постконфликтни или во пострепресивни општества. Тоа е причината зашто најчесто кога се дефинира овој концепт се тргнува од дефиницијата на Меѓународниот центар за транзициона правда, кој што вели дека под концепт на транзициона правда се подразбира оваа насока речителност на едно општество при транзиција од конфликт или репресивен режим кон мир, демократија и владење на правото, да се соочи со минатото во кое била направени сериозни и системски повреди на човекови слободи и права. Повторно го гледаме моментот на транзиција, значи во период на транзиција од воен конфликт и репресија кон мир, демократија и владење на право, но тука има ваквата дефиниција отвара една многу интересна дилема. Го видовме зборчето транзиција, а воедно и во самиот назив на концептот транзициона правда го имаме, нели, зборот транзиција, транзициона. Што е овде дилемата која што се отвора?
Дилемата е што овој концепт, иако се нарекува транзициона правда, во последен период може да го забележите и во општества во кои нема јасно видлива транзиција. Или може да го сретнете во ситуации каде што се уште можеби конфликтот не е завршен за да дојде периодот на транзиција. Да кажеме, така е состојбата со формирањето на Хашкиот трибунал за Југославија, кој е формиран во 1993 година и е практично алатка на транзиционата правда, а реалноста говори дека крајот на југословенскиот крвав конфликт доаѓа во 1995 година со Дејтонскиот мировен договор, што значи каква е таа транзиција, веќе почнуваме со имплементирање на транзициона правда во период кога конфликтот е далеку и од завршување. Вториот интересен момент е што во последната деценија имаме состојба каде што механизми на транзициона правда почнуваат да се користат во едни од најразвиените демократски држави денес во светот. Така имате состојба на имплементирање на комисии за вистина или процеси на репарација во Австралија, во Канада, во Америка, односно од држави кои кога ќе ги погледнете, ги поседуваат едни од најдобрите демократии во светски рамки. Зашто се однесуваат вакви механизми на транзициона правда во вакви консолидирани општества кон исправање на неправди кон домородното население кога овие континенти биле населувани во периодот на колонизација, значи се враќаат многу години наназад. Повторно изостанува јасно видливо каде е тука периодот на транзиција. Практично и го нема. И третиот битен момент е што во определени држави се сретнува имплементација на овој концепт во состојби кога формално транзицијата е завршена. Да кажеме, во најголем дел случаи во јужноамериканските држави, процесите на транзициона правда доаѓаат со големо временско задоцнување. Имате организирање на кривични судења со големо временско задоцнување, односно во периоди кога формалната транзиција од репресија кон демократија е завршена. Така поставено доаѓаме до тоа дека и ваквата дефиниција на Меѓународниот центар за транзициона правда ни изгледа на моменти претесна, па се обидуваат теоретичари овој концепт да ни го објаснат и преку неговите механизми. Често и такви дефиниции се сретнуваат. Кои се главните механизми кои овој концепт ги користи за соочување со проблематично минат? Проведен се кривичните судења, без разлика во која форма ги наблюдуваме, дали домашни, дали меѓународни, дали хибридни, први и најкористени, реално и најголемо внимание заземаат кривичните судења. Но тука се присутни комисиите за вистина, кои во процесите на транзициона правда во Јужна Америка ќе играат огромна улога, а и на тлото на Африка, посебно во Јужна Афричката република. Тука се процесите на лустрација кои се врзуваат обично за транзициите на посткомунистичките држави. Тука се процесите на репарации, но интересно, имате уште еден механизам на транзиционата правда, процеси на амнестија, односно амнестирање. И сега апсолутно се поставува прашањето како може да го нарекуваме овој концепт транзициона правда, ако една од неговите алатки оваа насока представува амнестирањето. Што треба да знаеме? Првенствено треба да знаеме дека правдата може да дојде во различни форми. Таа може да биде ретрибутивна, онака како што најчесто перцепираме, но понекогаш може да биде ресторативна, може да биде и дистрибутивна. Вториот битен момент е дека многу често во нашето општество ние се врзуваме за слоганот нема правда, нема мир, но при процеси на транзиција се поставува и друга дилема. Ако нема мир, ако немате воспоставено мир, како побогу тогаш ќе дојдете до правда? Што значи вас ви е потребен мир за да дојдете да воспоставите правда, а понекогаш амнестиите токму ја поседуваат таа способност да завојуваните страни или авторитарните лидери ги натераат да стават крај на конфликтот, да предадат власта, а после определен период да се отвори вратата кон имплементација на другите механизми. Што значи, доаѓаме до она што треба да го знаеме за концептот на транзициона правда. Да, таа има за цел да придонесе кон правда, кон одговорност.
на сторителите на повреди на човекови слободи и права, но исто така како концепт има задача, мисија да придонесе кон воспоставување на мир, вистина, помирување, каење на луѓето што ги сториле злосторствата, како и давање на прошка од жртвите кои ги претрпиле таквите злосторства. Прилично комплициран концепт, кој треба да донесе до поголем број на работи, но преку вистинско негово имплементирање, преку комбинација на повеќе негови механизми, реалноста говори и теоријата и праксата говори дека е возможно да дојдеме до сите нив, ако го гледаме процесот на транзициона правда на долгорочни стази. Да, говоревте своевремено во излагањето дека транзиционата правда најмногу се користи во постконфликтни општества или општества каде што нели постои мир за да може да се успостават системи на правда. Во ова насока би сакал да ве прашам зошто нели бидејќи очигледно е дека транзиционата правда изгледа како голема и широка област, прашањето што сега би ви го поставил, зошто токму избравте да ја анализирате Македонија во овој контекст на транзиционата правда и што е оно што е специфично во развојот на македонската историја за таа транзиционна правда како што кај нас е манифестирана да биде тема на ваши истражувања? Првенствено ви тргнало тоа каде доаѓа интересот кај мене за транзициона правда. Зошто воопшто се интересирам за концептот на транзициона правда, за да дојдеме до моментот да го поврземе концептот на транзициона правда со Македонија. Првенствено концептот на транзициона правда мене во него најдов, се пронајдов и практично се заљуби во овој концепт поради неговата интердисциплинарност. Да, таму имате право, но таму има многу политички науки, економија, социологија, филозофија, историја, така што станува збор за еден навистина интердисциплинарен концепт кој има страшно интердисциплинарна димензија и која на мене како политиколог навистина ми стана многу привлечен како концепт за да го истражувам. Вториот битен момент кој што во оваа насока би сакал да го истакнам е дека ќе приметите во теоријата за транзиционата правда, најголем дел од теоретичарите гледаат позитивно кон неа. Но не е воопшто чудно да сретнете и теоретичари кои што сметаат дека концептот на транзициона правда негативно влијае врз процесот на демократска консолидација на пострепресивни и постконфликтни општества. Што значи, внатре имате состојба помеѓу авторите на поделеност. Определени велат дека позитивно придонесува, определени велат дека негативно придонесува. Јас би рекол дека во зависност како овој концепт го користите, може да дојдете и до позитивни ефекти од него, ама може да дојдете и до негативни ефекти од него, или овој концепт може да биде лек за едно постконфликтно и пострепресивно општество, но исто така може да биде во оваа насока и отров за едно постконфликтно и пострепресивно општество. И тука во оваа насока мене апсолутно кај мене се разбуди интересот да видам во кои состојби овој концепт и како станува лек за едни постконфликтни и пострепресивни општества, а кога станува и како станува отров за исто вакви општества. Кон тоа би сакал да го додадам и следниот момент. Искуството со овој концепт, посебно да земеме, ако анализираме соочување со комунистичко минато на тло на Европа, ќе забележите дека овој концепт некаде се применува, некаде не се применува. Зборувам о постконфликтни и пострепресивни општества. Во некој се применува, во некој не се применува. Во некој се применува веднаш по падот на репресивниот режим или по крајот на воениот конфликт, негдека е потребно многу години да поминат за да дојде до примена на механизмите на овој концепт. Некаде повеќе се става внимание кон кривичните судења, некаде повеќе кон комисиите за вистина, некаде повеќе кон процесите на лустрација, негдека повеќе кон
процесите на репарации. Што значи моментот дали ќе го имаме, кога ќе го имаме и како овој процес ќе биде имплементиран, очигледно постојат определени фактори кои на сето тоа влијаат. И тука искрено мене многу внимание посветив на тој дел, кои се тие фактори кои влијаат врз судбината на транзиционата правда во постконфликтни и пострепресивни општества и како, ако веќе го применуваме овој концепт, како да биде лекот неотровот. Од она што може да го заклучам, лекот доаѓа кога го применувате системски, кога во оваа ситуација креирате сеопфатна стратегија, применувате најмалку 2, а според последните истражувања најмалку 3 механизми на транзиционата правда, за да дојдете до ефектите на долгорочен план од примената на овој концепт. Оти ако применувате кривични судења, а немате комисии за вистина и да кажеме во оваа ситуација репарации, процеси на репарации, луѓето ќе кажат ова е освета, ова е пресметка со претходните власти. Ако применувате само комисии за вистина, а нема да кажеме процеси на лустрација и кривични судења, ќе кажат само се зборува, ништо конкретно не се превзема. Ако применувате процеси на репарација, немате кривични судења и процеси на лустрација и комисии на вистина, ќе кажат дека всушност вие само сакате да откупите болката на жртвите без да придонесете кон одговорност и правда за сторените злосторства. Така што единствено холистички пристап во кој ќе имате комбинирана примена на сите овие механизми може да ги даде посакуваните ефекти. Каде тука Македонија се вклопува во целата оваа приказна? Македонија е апсолутно интересно прашање за анализа кога станува збор за концептот на транзициона правда. Првенствено Македонија има постконфликтно минато од 2001 година. И ако трагате за транзициона правда поврзано со Македонија, најголем дел од истражувањата ќе бидат посветени на соочување со конфликтното минато од 2001 година. Не дека имаме некои посебни искуства, него веројатно е поблиску, поевидентно и во таа насока кај академијата повеќе буди интерес. За разлика од това, Македонија исто така има искуство и со репресивно минато. Репресивно минато кое произлегува од комунистичкиот режим во кој била Македонија дел од 45 до 91 година. И тука практично ако погледнете подетални истражувања за соочување со комунистичко минато изостануваат. И за мене навистина беше предизвик да почнам да истражувам како Македонија пристапила кон своето проблематично комунистичко минато, дали се соочила, ако не се соочила, зошто не се соочила, ако подоцна доаѓа соочувањето со комунистичкото минато, зошто доаѓа подоцна, и дали тоа што подоцна доаѓа соочувањето со комунистичкото минато ги дава постакуваните ефекти или напротив негативно влијае дополнително врз квалитетот на македонската демократија. Да, овде дефинитивно би сакал да поминеме на делот за специфичната, бидејќи мислам дека во вашиот докторат спомнувате воглавно 3 периоди на транзиционата правда во Македонија, нели нормално кај нас е доста познато онаа лустрација и сите скандали, позитивни работи, негативни, доколку би може да видат што всушност представува лустрацијата во наш контекст. Точно е ова што го говориш во мојот докторат. Односот кон комунистичкото минато на Македонија е поделен на 3 дела. Односно имате период од 91 година до 98 година, период во кој целосно изостанува соочување со комунистичко минато, односно целосно изостанува примена на механизмите на транзиционата правда. Втор период од 98 година до 2006 година, период во кој македонското општество прави некои обиди да се соочи со своето комунистичко минато, но се чини премеко и недоволно.
и период од 2006 година некаде до 2017 година, каде што Македонија влегува радикално во претежно преку спроведување на процесот на лустрација, но видиме дека има и други моменти, каде што практично Македонија влегува на вистина во период на соочување со комунистичко минато преку еден вид на радикално лустрирање на македонското општество, веројатно период кој што наместо да ги даде позитивните ефекти, на крајот повторно ќе има негативна улога. Значи, вака кога ќе ги погледнете трите периоди, мојот заклучок е следен. Во трите периоди пристапот е погрешен. Најголема потреба за соочување со комунистичкото минато било во првиот и во вториот период. Таму истото изостанува. Доаѓа презадоцнето во третиот период, по 2006 година, но и покрај тоа што доаѓа презадоцнето, уште попроблематичен е начинот како доаѓа, односно начинот како посебно процесот на лустрација е спроведен, и тоа ќе го погледнеме. Зошто сметам дека и во првиот и во вториот период пристапот е погрешен на тогашните македонски политички елити? Генерално, кога зборувате за периодот од 45 до 91 година, во Македонија имате позитивни вибрации за тој период. Очекувано, тоа е периодот кога Македонија добива, македонскиот народ за прв пат добива своја држава, извојувана е битка за своја држава. Тоа е периодот кога се создава најголем дел од државните, националните, културните институции, така натаму. Период кога во принцип најголем дел од комунистичките системи, социјалистичките системи биле познати по пружање на квалитетни здравствени, образовни, социјални услуги. Но има еден момент кој што не смееме да го заборавиме. Станува збор сепак за тоталитарен режим. Станува збор за режим во кој што имате авторитарни вредности. И ние како општество по 1991 година никогаш вистински нити се обидовме, нити успеавме да се соочиме со тие авторитарни вредности. И тие авторитарни вредности ден денес не прават проблем. Ќе прашате па кои се тие авторитарни вредности кои што и ден денес не прават проблем? Ќе набројам неколку, па вие пробајте да најдете разликата од 45 до 91 и од 91 навака. Број 1 имате доживотен председател. Број 2 имате градење на култна личност кон Јосип Броз Тито, познат како титоизам. Имате состојба каде што немате плурализам, имате партиски монизам. Имате состојба каде што кон луѓе кои размислуваат поинаку од лидерот се пристапува со санкции. Се потиснува секој, имате потиснување на различно мислење од она кое што политичкото лидерство го дава. Со политички противници на самиот старт, кога во првите децении од постоењето на Југославија, соочувањето е преку монтирани судења, логори, Гори оток ние во тој период. Понатаму да омекнува, но сепак повторно со партиските, со политичките противници се пресметувате така што и бркате од работа, им правите суптилен начин на притисок. Ја користите државата во интерес, државниот апарат во интерес на партијата. Не постои разлика помеѓу партија, помеѓу општество, помеѓу држава. Партијата одлучува за судбината на луѓето, кој каде ќе се вработи, како ќе се вработи. Ги злоупотребувате тајните служби за интересот на лидерот и на политичката партија, на комунистичката партија. И тогаш се поставува прашањето. Овие сите вредности кои јас ги набрав од 45 до 91, што денеска тогаш е поразлично. Ние и денеска горе-доле се мачиме со истите проблеми. Ние никогаш не сме пристапиле системски кон соочување со овие авторитарни вредности и тие само се прелеа во периодот по 91 година. Значи, овие вредности не ги измисли македонското општество по 91 година. Напротив, ги наследи од периодот претходно, постои голема можности дека во определени детали ги усоврши.
Што значи, моментот кога требаше да имаме соочување со вакви вредности беше идеално во текот на 90-тите години. Прашање е во оваа насока дали факторите кои постоеле во 90-ти години биле наклонети да имаме соочување со комунистичкото. Прилично факторите се негативно настроени, но не може да избегаме од тоа дека шансата за вистинско соочување во текот на 90-тите. На крајот од 90-тите години, од 98 до 2002 година, имаме состојба каде што имаме обиди. Од 98 до 2006 би било попрецизно, ако кажем. Имаме определени обиди. Тука е, например, законот за денационализација, односно реституција на одземен имот. Тука ви е процесот на определен обид да се отворат архивите на предходната тајна полиција, на комунистичката тајна полиција. Тука е обидот некакви постсистемски решенија да понудите за луѓето кои страдале за самобитноста на македонската држава и македонскиот народ, законот од 2002 година. И во оваа рамка влегува и во 2006 година декларацијата донесена од Собранието на Република Македонија, со кое со таа декларација Собранието се труди да се извини кон жртвите на комунистичкиот режим. Прилично премеко, повторно, дури ако погледнете од сите овие процеси кои што ги наброја, процесот на денационализација веројатно е најуспешниот, иако и тој кога ќе го анализирате низ временска перспектива ќе забележите дека поседува огромен број на слабости, многу често е оценуван како доста коруптивен, бавен, неефикасен. До ден денес имате луѓе заглавени во правни лавиринти, трагајќи по својот по имотот кој им бил одземен во периодот од 45 до 91 година. Состојбата да во првиот и вториот период биде премеко пристапувањето кон процесот на соочување со комунистичко минато ќе постави сцената за третиот период. Тука ќе дојде во 2008 година за првиот закон за лустрација и со тоа практично ќе се отвори процесот на лустрирање во македонското општество. Веднаш да кажам, веројатно еден од најлошите модели на лустрација во цела транзиционно правна литература. Не само од аспект дека доаѓа со огромно временско задоцнување, па ќе видите дека Венецијанска комисија вели дека мора да се биде внимателен дополнително кога процеси на лустрација се имплементираат со така големо временско задоцнување. Многу е проблематично и од начинот како е овој процес спроведен. Тргнувајќи од тоа дека имавме состојба на многу широко лустрирање, односно нашиот модел на лустрација се протегаше на определени позиции во приватен и полуприватен сектор, нешто што ако ги следите препораките, ќе видите дека тоа изрично се препорачува да не биде случај. Ќе забележите дека имаме состојба каде што имињата на луѓето кои што беа лустрирани, беа објавувани во јавност и пред да имате потврда од страна на суд, што значи прашањето околу презумпција на невиност беше доведена под знак прашалник. Одиме чекор понатаму, веројатно едно од најпроблематичните аспекти, нашиот модел за лустрирање предвидуваше дури лустрирање на луѓе кои биле носители на јавни позиции или веќе се починати. Да бидам по-прецизен, бидејќи луѓе многу често кога ќе се спомне лустрација не знаат што е вистинската низина намера. Процесот на лустрација значи дека на определени луѓе заради недемократски вредности, заради повреда на човекови слободи и права, им ограничувате пристап до определени позиции и функции, затоа што се плашите дека ако дојдат таму, ќе поседуваат капацитет да загрозат демократијата. Тогаш се поставува прашање како може починати лица да ја загрозат моменталната демократија.
Ова прашање уште станува поактуелно кога ќе видите дека речиси од луѓето кои што биле лустрирани, биле или поранешни или починати лица. Прилично морбидно. Веројатно во оваа насока при креирањето на моделот на лустрација, луѓето што го креирале измешале две алатки. Комисија за вистина и процес на лустрација, што во принцип се два сосема различни механизми на процесот на транзициона правда. За на крајот да не може да избегнете од заклучокот дека големите имиња во тој период на луѓе кои што беа лустрирани повеќе доаѓа од таборот на опозицијата, отколку луѓе кои што беа дел од тогашните владеачки политички елити. Во нашиот случај, начинот како лустрацијата се примени апсолутно оди во корист на луѓето кои зборат негативно за транзицијата. Оти на крајот од денот се добива впечаток дека процесот на лустрација во нашето општество повеќе служеше за одмаз да реваншизам и партиски поени, политичко-партиски поени, отколку за заштита на демократија и човекови слободи права или справање на некоја неправда од минатото. Овој процес требаше повеќе да трае, меѓутоа имавме состојба каде што во 2015 година, после поголема политичка криза, едноставно дојдовме до состојба каде што свативме дека процесот на лустрација наместо да го лекува општеството, придонесува за негово поголемо труење со омраза, труење со поделби, па така и 2015 година со носење на ново законско решение практично отварањето на нови процеси на лустрација дојде, му беше ставен крајот. Кон ова би сакал да додадам уште една приказна. Најчесто кога се зборува за соочување со комунистичко минато во нашиот систем се тргнува и се завршува со лустрација. Реалноста не е таква. Тука огромно влијание има и проектот Скопје 2014. Ќе кажете па како сега Скопје 2014 има. Ќе видите дека под палка на овој проект во принцип голем број на жртви на комунистичкиот режим добија своји споменици, улици беа преименувани по нив, а кога одиме чекор понатаму добивме и посебен музеј. И ако само формално ова го наблюдувате, од аспект на транзициона правда, ова е позитивен чекор. Затоа што на луѓе кои што страдале во тој период заради политички причини, сега им давате почит, им давате заслуга. Но кога ќе го видите целиот аспект на тој проект, ќе видите дека на крај повторно судбината на тие луѓе била злоупотребена за партиски, а искрено и за навистина големи финансиски мотиви. Така што, за жал, наместо судбината на тие жртви да биде, да им се одаде почит, имаме состојба каде што повторно со нивната судбина се манипулира. И кога ќе го споите целокупниот начинот на имплементирање на процесот на лустрација, овие моменти кои што ви ги спомнав од Скопје 2014, ќе забележите дека наместо да придонесе соочувањето со комунистичкото минато кај нас, ние на крајот завршивме уште поголема поделба и поголеми проблеми, а авторитарните вредности се уште ги имаме тука. Ние се уште имаме состојба каде што на жртвите на претходниот комунистички режим воопшто не сме им одале вистинска заслуга. Така што, веројатно, Македонија е навистина лош пример низ сите три периоди.
Мислам дека аспектите кои што беа изложени овде се одлични и мислам благодарам повторно за длабинскиот пристап од ваша страна. Како што повеќе се доближуваме барем во историска смисла кон модерното општество, тоест оно што забележав е дека постојано некако ние сме и после одвојувањето од Југославија, целата наша независност секогаш се создава некоја, не сме во некаков постојан конфликт, дали е тоа етнички, како што е во 2001, или нели неколку со децении како што се одгледува она политичка поделба помеѓу народот. И сега се повеќе мислам дека ќе зборуваме за процесот на помирување помеѓу нели и етничките групи, и со така и длабоко заробени во робовите политички групации во земјата. Овде би сакал да ве прашам како е местото на правниците, на политиколозите, на новинарите во целиот овој процес, посебно на студентите, на младите, и што би вие порачале за идните правници, политиколози, новинари, за војни кои што ќе се занимаваат професионално со помирување и со градење на модерното општество? Фала на убавото прашање. Зошто мислам дека е убаво? Затоа што на крајот дава можност да се поентира со важноста на концептот на транзициона правда. Концептот на транзициона правда оживува преку негова примена. А кој треба да го применува? Па треба да го применуваат токму овие луѓе кои што вие ги спомнате. Правници, политиколози, новинари. Потрагата по правда, создавањето на мир, создавањето на услови за помирување, потрагата по вистина, доаѓа од страна на луѓе кои што се бават со право, кои што се бават со политички науки, луѓе кои што се бават во оваа ситуација со новинарство. Во таа насока би рекол, би дал еден мој поглед на целава оваа приказна на следниот начин. За едно демократско општество, правниците, политиколозите, новинарите се најбитни за негово воспоставување и одржување. Зошто е битно да имате стабилно демократско општество? Затоа што кога го имате стабилното демократско општество, тогаш почнувате да мислите и на економија, тогаш почнувате да мислите и на култура, и на спорт, и на образование, и така натаму и така. И во таа насока луѓето кои што се бават со право, луѓето кои што се бават со политички науки, луѓето кои што се бават со новинарство, треба да доведат до креирање на такво стабилно демократско општество. Тоа нема да го доведат луѓе кои студираат економија. Они имаат друга работа. Они треба да доведат до добри економски резултати. Нема да го доведат луѓе кои што студираат електротехника. Они треба да креираат електрични кола. Луѓето кои што се бават со право, со политички науки, со новинарство, треба тоа да го доведат. Тие се луѓето кои што ќе трагаат по правда, тие се луѓето кои што ќе креираат мировни договори, тие се луѓето кои што ќе трагаат по вистина, тие се луѓето кои што ќе трагаат по воспоставување уште еднаш, да речам, на демократско општество. За да се разбере што тука мислам, ќе направам паралела со состојбата во која сега живее. Односно, стабилното демократско општество кој овие групи треба да доведат до него е исто како што за едно општество и за човек е здравјето. Сега кога сме во ваква пандемија од корона, ние практично се застана во интерес на здравјето. Немаме веќе фудбал на телевизии, немаме можност да одиме на театри, немаме можност да одиме во ресторани, немаме можност да идеме со пријатели на кафе. Фокусот е да останеме живи и здрави. Да останеме живи и здрави во рамки на политички систем, треба да ни го обезбедат правниците, политиколозите, новинарите. Секој од оваа група има своја улога во креирањето на тоа демократско општество. И тука би дал еден пример. Секој на крајот од денот,
и индивидуалец, еден храбар судија, еден храбар јавен обвинител, еден храбар политиколог, еден храбар новинар, еден нека биде, може да даде страшно голем импакт кон потрагата на правда, кон потрагата на одговорност, кон потрагата на вистина и да го размрда целиот поредок. Оти потрагата по правда во Чиле ќе дојде кога еден импресивен судија ќе одлучи дека Пиноче треба да одговара, станува збор за судија кој што е шпанец, дека Пиноче треба да одговара пред било кој суд на оваа планета Земја, затоа што злосторствата кои што ги сторил, може било кој суд на оваа планета Земја да одлучува. И од тука тргнува падот на Пиноче. Да, ова е за студентите што следат политички систем кај професорот ќе го знаат овој пример, барем јас неколку пати го имам слушнано и навистина меѓу поинспиративните кои што често си го повторувам. Професоре, благодарам многу за интервјуто. Ние станува само уште едно блиц прашање кој што го поставуваме сега во ситуација на корона, кога сме сите дома. Препорака за серија, филм или книга што има да понудите на слушатели? Па би одел вака. Препорачувам серија Tyrant, Тиранин. Ќе видите дека процесот на демократска консолидација воопшто не е едноставен и дека има голем број на неизвестности кои го демнат. Фантастично тоа е прикажано во оваа серија. Ќе видите дека работите далеку се во вакви општество црно-бела подела. И дека е многу битно да размислувате на долг рок за да дојдете и до правда, и до одговорност, и до мир, и до истина. Би дал, покрај оваа серија, би дал препорака за филм со Морган Фриман, Инвиктус, за животот на Нелсон Мандела. Да видите какво влијание има тој во процесот на помирување во Јужна Афричката република. Како ресторативната правда таму, на момент има посилна улога и од ретрибутивната. Интересно е да го гледате филмот Животот на другите, во кој ќе видите дека едни од најбруталните тајни полици кои историјата ги познава, доаѓаат токму од комунистичките режими. А тоа е тајната полиција Штази, која поседувала тајни досиеа за речиси половина возрастна популација на Источна Германија. Има приказни дека агентите на Штази ги премачкувале со радиоактивен материјал дисидентите во тој период, за да може со Гейгеров бројач да ги луцираат. И ќе го видите низ овој филм, како во принцип овие агенти живеат во животот на другите. Кај книгите би дал поглед на транзициона правна литература. Има две кои мене посебно ми се допаѓаат, зборувам за научни, тесно врзани за транзициона правда. Едниот е Transitional Justice in Balance од Триша Олсен и другата е Closing the Books од Џон Елстер. За крајот би ја дал и познатата книга на Орвел, 1984 година, во која ќе го препознаете веројатно еден од најатрактивните цитати во полето на транзиционата правда, кој вели: тие што го контролираат минатото, ја контролираат и днината. Но тие што ја контролираат сегашноста, го контролираат минатото. Мислам дека ова е одличен крај. Бидејќи го организиравме интервјуто, вие спомнавте дека работите на еден проект со Рома Веритас. Доколку може, чисто како промоција, мислам дека е било супер да ни кажете што точно опфаќа проектот и што може да очекуваме како настан на тој проект. Да, така е. Настанот е веќе завршен.
Работевме на организирање на ораторска вечер на Рома Верзитас, во која имавме можност, јас бев ментор на 6 оратори и преку менторство имавме можност да заедно подготвиме говори, заедно се подготвуваме и на крај да добиеме 6 оратори кои говореа за проблеми и предизвици со кои се соочува ромската етничка заедница кај нас, но и генерално во светот. Одлично. Мислам дека овде може да завршиме. Професоре, благодарам уште еднаш за гостувањето. Ни беше навистина чест. А за редовните слушатели продолжуваме со епизодите секоја среда. Благодарам на поканата, ми беше мене навистина чест и задоволство да бидам ваш соговорник.